Почитувани представници на медиумите, среќна нова 2016 година и се најубаво истата. Почитувани, новата 2016 година ја остварува најголемата желба на мнозинството граѓани на Република Македонија. Со цврстата одлучност на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата, поддршката од невладиниот и граѓанскиот сектор и од огромното мнозинство граѓани, се бројат денови до оставката на Никола Груевски. Груевски ќе мора да ја напушти премиерската фотелја во која што е удобно сместен цели 10 години и од која што им одзеде 10 години живот на граѓаните на Македонија. Оваа интернет страница zbogumnikola.com ќе подсетува на сите злодела на Никола Груевски и неговите соработници, надградени и проширени. Незапаметената сиромаштија, иселувањата, криминалот и корупцијата на фамилијата, нивното богатење на грбот на граѓаните, девалвираното образование, срушеното здравство, задолжувањата на граѓаните, узурпацијата на институциите, упадот во судството и медиумите, мега скандалот со прислушувањето. Денеска ќе објавам уште една злоупотреба на институциите од страна на власта на Груевски и уште една причина зошто Груевски мора да замине. Станува збор за регистрацијата на ова интернет страница Збогум Никола, што власта на Никола Груевски се обиде да ја спречи преку јавната установа Марнет, Македонската академска истражувачка мрежа. СРСМ минатиот месец на 10 декември поднесе барање за регистрација на интернет страницата zbogumnikola.mk. По 3 часа добивме потврда дека називот, односно доменот zbogumnikola.mk е купен, а во следните 2 дена ќе биде регистриран од страна на Марнет. Ова јавна установа е единствената овластена од државата да врши регистрација на домени со кратенката МК. И оваа јавна установа овозможила кражба. Веќе купениот назив, односно домен, од страна на СРСМ го регистрирале на други. Ги имаме и документите, еве ги. Неполни 24 часа откако СРСМ го купила називот zbogumnikola.mk, истиот бил продаден на извесен Новаков, индивидуален земјоделец од населба Речани Велес, кој од страна на Марнет е заведен како корисник. Потоа сопственоста на називот на страницата е префрлена на друштвото за трговија и услуги Солепром со седиште во Скопје. Ова е класична злоупотреба на институциите од страна на власта на Никола Груевски. Овој случај го отвора прашањето како работи Марнет и за чии интереси, на власта или на граѓаните. Уште колку физички или правни лица се оштетени на ваков начин. Како дополнителен заменик министер во Министерството за информатичко општество и администрација, кој што врши надзор над работата на Марнет, барам управна инспекција да го приспита работењето на оваа јавна установа. Дополнително, СРСМ ги разгледува можностите за кривична и материјална одговорност на самоволието на Марнет. Власта на Никола Груевски не ја спречи интернет страницата. Таа веќе функционира под називот zbogumnikola.com. Груевски не може да ги спречи граѓаните кои веќе го испраќаат во историјата. Ништо не може да го спречи заминувањето на Никола Груевски. Збогум Никола. Апсолутно. Ние сме сериозна партија, а сите ние кои што сме вградени како опозиционери во власта, сакаме да на еден сериозен начин да ја обавуваме нашата работа. Ние имаме сериозни индикации, имаме и сериозна можност да поднесеме кривични пријави и дури и од ова министерство, каде што јас сум дополнителен заменик министер, за многу скоро време
ќе има една таква иницијатива и поднесена кривична пријава. За мојот сектор, апсолутно. Тоа сега веќе се апсолутно. Тоа веќе сега се две интернет страници. Едната со extrakcija.com, другата со .mk. Марнет ја има можноста и овластувањето да ги регистрира домените со називот .mk. Ние се обидовме збогум Никола.mk да го регистрираме и успеавме во тоа, но очигледно кога властодржците виделе што Социјалдемократскиот сојуз бара, тоа веднаш го поништиле бесправно. Но ние веќе сега имаме регистрирано интернет адресата збогум Никола.com и таа беспрекорно ќе функционира до неговото заминување.